А кога сме кај работите што се случуваат во нашата Македонија и актуелностите, она што сакаме да ви најавиме е дека белоглавиот мршојадец се поретко се гледа на македонското небо и се разбира, еколошките друштва активно се залагаат да се намали, да се спречи исчезнувањето, па од тие причини во земјава се очекуваат 50 нови единки, а нашата Бојана ги има деталите за се во ова и како што доликува се разбира Бојана утринава повторно во една еколошка средина, чинам дека белите дробови на Скопје, освен водно се разбира токму и градскиот парк, па Бојана, добро утро и да ни ја раскажеш состојбата со овој заштитен вид во нашата земја. Добро утро Елена, добро утро Иван, поздрав до сите гледачи кои ова утро не следат. Така, според информациите кои ги споделуваат со нас еколошките друштва, популацијата на белоглавиот мршојадеците како веќе во последниот период се намалува. Токму од Македонското еколошко друштво за среќа започнуваат проект наречен Life или Живот, со кој ќе донесат 50 нови единки од белоглавиот мршојадец од Шпанија. За тој проект, за причините поради кои се намалува популацијата, денес разговарам со Славе Накев, проект координатор на овој проект. Добро утро. Добро утро и од мене. За почеток да започнеме со општи карактеристики на белоглавиот мршојадец. На какви предели живее, од каде доаѓа, со каква храна се храни и за неговите карактеристични големи крилја. Така, белоглавите мршојадци се некрофагни птици, односно тие се исхрануваат исклучително со мртви животни и на тој начин се еден вид на чистачи во природата и се многу важна алка во целиот екосистем и ги спречуваат појавите на и ширењето на болести меѓу животните и во природата генерално, така да тие се исклучително корисни за природата и за целиот екосистем. Белоглавите мршојадци се социјални птици, тоа значи дека тие живеат заедно во колонии, односно дека на едно место може да се среќаваат повеќе парови кои што живеат заедно и ова е причината за ваквото социјално живење е бидејќи така се приспособени да полесно ја најдат храната, полесно го најдат мртвото животно никаде во природата и така да си помагаат едни на други. Да, така, кои животни потреби им се загрозени, дали можеби тоа е поради некој човечки фактор? Така, со намалувањето на сточниот фонд во природа во изминатиот период, нели сведоци сме сите дека селата се напуштаат, се намалува бројот на стоката, со тоа се намалува и достапната храна за мршојадците, но од друга страна пак со намалувањето на испаша, на пасењето на ваквите стрништа, почнува полека да зараснува пределот и на тој начин им се намалува и прегледноста и достапноста на храна од некои други диви угинати животни. Тоа е една од причините. Друга причина е да, иако нели малиот број на сточен фонд, често сточарите сакајќи да се заштитат, да си ги заштитат своите стада од волци, од шакали, од штитници, тие поставуваат отровни мамки со цел да ги спречат волците да им направат штета, но први кои што угинуваат се всушност птиците, односно мршојадците, кои што најчесто први доаѓаат, први ги наоѓаат лешевите од мртвите животни и така угинуваат. Друга појава на исто така, една од најголемите опасности се ударот со надземни електрични водови и електрокуцијата. Така да тие се едните од главните причини зашто популацијата на мршојадци драстично се намалува од 20 до 21 век. Така, колку живи единки има на македонската територија, како што споменавте, од кога започува овој проблем веќе драстично да се забележува? Намалувањето на популацијата на белоглави мршојадци започнала таму некаде во средината на 20 век и намалувањето на популацијата траеше се некаде до пред некои 4-5 години,
од кога почнуваме да бележиме благ пораст на популацијата на белоглави мршојаци. Така да во 20-тиот век некаде се броеле во стотици парови гнездечки белоглавите мршојаци, да некаде во 2016-17 година дојдеме на некоја бројка од само 5 до 6 гнездечки пара, но последниви истражувања кои што ги спроведуваме бележиме благ пораст на популацијата и денеска нашата популација брои некаде околу 20 пара распределени во две колонии, една во Демиркапискиот регион, друга во Тиквешкиот регион. Така, во врска со проектот, чива иницијативата, од каде идејата, нели, мислам, за еден ваков проект, зошто ќе се донесат единките токму од Шпанија? Така, идејата за проектот е веќе повеќе години се размислува да се спроведе ваков проект по примерот на многу организации од Балканот кои што успешно имаат имплементирано слични проекти на овој. Ова е партнерски проект воден од Швајцарската фондација за заштита на мршојаците. На проектот партнери се организации од Македонија, Бугарија, Грција, Албанија и 50 единки донесени од Шпанија и ослободени во Македонија ќе бидат само една алка, едно делче од целата приказна, бидејќи прво мораме да работиме темелно на намалување на заканите за овие птици, а потоа да бидеме сигурни дека ослободените птици ќе имаат ќе биде безбедно да се ослободат овие птици и дека нивното ослободување ќе значи многу за подобрување на популацијата. Па така, МЕД во наредните 6 години ќе работи на подобрување на капацитетите на рехабилитационите центри, односно на рехабилитационите центри на ветеринарниот факултет, каде што заедно со нив ќе пробаме да обучиме еден ветеринар кој што ќе работи исклучиво со диви животни, со акцент на птиците, се разбира. Потоа ќе работиме на информирање на локалното население и работа блиску со локалното население за тоа зошто се важни мршојаците и како да се намалат ризиците од труење, од директна смртност. И исто така ќе работиме и на тоа да им обезбедиме повеќе храна, односно повеќе безбедна храна, преку поставување на 2 станици за исхрана на вакви птици кои што се хранат со мртви животни. Така, според некои ваши анализи и вашите очекувања, како што споменавте, нели, дека ќе работите уште на наредните 6 години активно, колку очекувате дека за овие 6 години дополнително ќе се зголеми природно, нели, популацијата на белоглавиот мршојадец? Така, бидејќи зборуваме, нели, за природа и таму работите се многу непредвидливи, и имајќи во предвид дека птиците кои што ние ќе ги донесеме овде ќе бидат млади птици со цел, нели, да полесно се адаптираат, да може и поуспешно да понатаму да си прават гнезда, да се размножуваат. Не можеме со сигурност да кажеме дека, не знам, после 5 години бројката ќе биде толкава, но ние ќе се потрудиме преку имплементација на нашите активности и во соработка со националните институции да успееме да овој број на преживеани птици, на птици, нели, кои што ќе достигнат полова зрелост, да биде што поголем и да ова биде така како еден основен столб на кој што понатаму ќе се гради нашата локална популација и се надеваме дека ќе успееме да ги вратиме бројките некаде таму кои што биле во средината на 20-тиот век. Освен за белоглавиот мршојадец, дали во моментов имате некои други активни проекти поврзани со други птици или животни? Да, вака проектите, нели, гледаме кои што ги имплементираме, особено за птиците, да не бидат некаква кохезија, односно да се надополнуваат едни со други, па така во моментов работиме и на друг проект, исто така финансиран од ЕУ програмата LIFE, кој што баш го третира проблемот со електрокуција и колизија, односно во Овчеполскиот и Тиквешкиот регион, каде што е така централното подрачје на популациите за царските орли и за египетските мршојаци, но и за белоглавите мршојади. Ќе пробаме во соработка со Евана, Македонија, да изолираме што повеќе столбови, односно да ги идентификуваме критичните столбови каде што најмногу од птиците угинуваат во судир или со електрокуција,
електричните столбови и ќе работиме на тоа да ги интегруваме овие подрачја и да ги изолираме понатаму, односно да ги направиме да бидат безбедни за сите птици. За крај да испратиме еден апел за заштита на птиците. Така, апелот е до тоа дека луѓето треба да ги избегнуваат поставувањето на отровните мамки, треба да ги гледаат мршојадците како многу корисни и важни во синџирот на природата, преку тоа што ја држат природата чисти, не заштитуваат и нас од пренос на разни болести и тоа. Во ред, ви благодарам многу за овој разговор и секако за сите совети кои ни ги дадовте. На крај јас секако ќе повторам дека треба сите да се однесуваме поодговорно, да внимаваме на нашите постапки и секако да се целосно да се запре и труењето и ловењето на овие, како што кажа мојот соговорник, чистачи на нашата природа. Бојана, благодариме за овие информации. Ете за белоглавиот мршојадец кој се поретко се гледа на македонското небо. Известувавме со нашата репортерка од терен заедно со Македонското еколошко друштво, од чија соработка ќе се вроди да во земјава бидат донесени 50 нови единки на белоглавиот мршојадец директно од Шпанија.